гостин во студиото на тема сезонски грип е професор доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. И веднаш првото прашање да се надоврземе на прилозите што ги погледнав Милинковските вклучувања. Има ли лек за сезонскиот грип? Има. Да. Има неколку лекови за сезонски грип. Заедничко за сите е што функционираат најдобро ако се дадат многу рано во развојот на болеста. Тоест, тоа многу рано е во првите 24-48 сати. Так. Ако поминат овие 48 сати, ефектот нивни не е нула, ама е намален. Меѓутоа има специфичен лек за и тој лек е достапен на инфективна клиника кај нас, во другите клиники кај што се лекуваат пациенти со грип и исто така е достапен и во аптеките. Така. Слушнавме каква е епидемиолошката состојба во неколку градови во земјава, но еве генерално да ве прашам каква е епидемиолошката состојба во земјава во моментов, има ли простор за загриженост со оглед на тоа што веќе најавуваме одамна дека пикот на сезонскиот грип се очекува во средината на февруари? Да, во моментов нема простор за загриженост, состојбата одговара на периодот од годината, како што слушнавме и од епидемиолозите од Прилеп и од Струмица. Овие бројки се зголемуваат кога ги споредуваме бројките на новопријавени случаи на неделно ниво, се зголемуваат кога ги споредуваме со претходната недела. Так. Утре ќе излезе и новиот извештај на Институтот за јавно здравје и таму ќе имаме уште позначително зголемување, негде 80% во споредба со оваа четвртата недела. Така. Меѓутоа тоа е се во рамките на очекуваното, бидејќи кога ќе ги споредиме бројките со таа средна крива од изминати години, не отстапуваме повеќе од 2-3%. Значи, моментално состојбата е стабилна. Во новиот извештај ќе се појават и 2 смртни случаи поврзани со грип, меѓутоа и тоа како се зголемува бројот на случаи не е неочекувано и затоа се сите овие повици колку повеќе може да се направи да се заштитиме од грипот. Сезонскиот грип е акутна респираторна инфекција предизвикана од вирусот инфлуенца кој циркулира во сите делови на светот, но мораме да истакнеме дека покрај грипот има и други акутни респираторни инфекции со симптоми кои се слични на грипот. Од тука и загриженоста кај граѓаните како да се направи процена на симптомите и како да се третира инфекцијата. Тука клучна улога имаат матичните лекари. Да. Реално нема голема разлика ниту во симптомите, ниту во начинот на третирање на акутните респираторни инфекции кои циркулираат во овој момент. Дали се работи за респираторен синцитиелен вирус или се работи за грип, навистина нема голема разлика. Разликата во третманот ја прави моментот кога на постоечката вирусна инфекција ќе се накалеми бактериска инфекција. Так. И тоа е моментот кога лекарот, клиничар, матичен, треба да процени дека е дојдено време за антибиотска терапија. До тој момент, навистина, сите овие совети кои ги слушнавме, важат за сите акутни респираторни болести и нема потреба да се диференцира и така и ги водиме во статистиката грип и слични респираторни болести. Затоа што имаат многу заеднички карактеристики. Споменавте антибиотската терапија. Граѓаните многу реагираат на избегнувањето на матичните лекари да препишуваат антибиотици, а граѓаните тоа го прават затоа што се исплашени од ризикот за спуштање на инфекцијата во долните дишни патишта и предизвикување на пневмонија. И овде би се надоврзала да ми одговорите и што е со случаите каде има покачени димери. Ако е тоа реална слика, тогаш одлично сме напреднале во испраќање на препораките и во следење на препораките, бидејќи антибиотиците никако не се лек од избор кај респираторните инфекции предизвикани од вирусот на грип и слични на него и не можат да бидат превентива. Антибиотици не се даваат превентивно за случај да не се деси нешто пострашно. И многу ме радува ако таа политика ја имаат прифатено матичните лекари, барем поголем дел од нив. Дедимерите се неспецифичен показател дека има некаков процес, некаква инфекција, односно дека имуниот систем на пациентот на овој на кој му ја правиме анализата е активиран и тоа е сосем нормален одговор. Дедимерите не се третираат, освен ако немаме некаква индикација дека се работи за тромбофлебит, за некаков проблем со коагулацијата,
Но во тој случај дедимерите се многу високи и тешко е тоа да се прескокне, тешко е да не се види. А скокнување на дедимерите до 2000, 1500, тоа е во граници на нормален одговор, физиолошки практично одговор на организмот и таа бројка сама по себе не значи дека треба веднаш да се настапи со клексаните и со ксарелто и со друга многу посериозна терапија која реално повеќе штета може да ни направи. И покрај тоа што многу се говори за сезонскиот грип, постојано се поставува прашањето како да се заштитиме од респираторните вируси, зошто ни се полни амбулантите низ земјава, иако нели тоа е вообичаено за овој период од годината, но ајде сега можеби премногу ќе биде ако ве прашам дали ни се случува еден вид пандемија, односно епидемија со толку голем број на луѓе кои кашлаат и имаат респираторни инфекции, и би сакал овде да надополнам дека дополнителен проблем создава и загадениот воздух. Всушност тоа е една многу опасна комбинација од загаден воздух и вирусна респираторна инфекција. Комплетно се согласувам, загадениот воздух е опасен и кога имаме вирус и кога немаме вирус и прави многу поголема штета од она што го прави вирусот на грипот моментално. Прашањето како да се заштитиме и дали ни се случува епидемија, ние сме моментално во период на средна активност на вирусот на грип. Сме имале години кога во овој период активноста на грипот била 3 пати, 4 пати поголема од она што го гледаме сега. И по број на со тие епидемиолошки статистички пресметки, ние имаме уште време да го надминеме овој период на средна активност за да стигнеме во период на висока активност. Но повторно, тоа каква е ситуацијата во моментов, апсолутно не укажува на некои дополнителни мерки, освен превентивно. Баш денес имавме состанок на Комисија на заразни болести, многу продуктивен, убав состанок, на кој се договоривме да предложиме да се потенцира забраната за посета во здравствените установи, бидејќи сакаме да спречиме можност дополнително овие кои веќе имаат некаков здравствен проблем да бидат изложени на нов ризик од зараза со грип кој кај нив може да значи многу сериозни компликации. И исто така апелираме на почитување на куќниот ред на болниците, а секоја болница сама знае и нивните комисии за заштита од инфекции можат да проценат дали ќе имаат некакви, не знам, задолжителни мерки, задолжително носење на маски од персоналот, од пациентите, така натаму. Ги споменавте компликациите, јас овде ќе истакнам дека вирусот на грип е прилично агресивен, особено кон слузокожата на дишните органи, затоа и предизвикува компликации почесто од другите вируси. Можеме ли освен за вообичаените симптоми да зборуваме и за компликации, воспалителни реакции на дишните патишта и какви компликации се јавуваат? Па вирусот на грип не предизвикува компликации на сите системи како што тоа го правеше короната, например, и релативно се поочекувани компликациите од вирусот на грип и се однесуваат најчесто на дишните патишта, пневмонии, меѓутоа пневмонијата е тешка болест. Потоа на кардиоваскуларниот систем компликации се можни и некогаш се можни и невролошки компликации, меѓутоа тоа се прилично ретки состојби. Најтешката, најчестиот проблем кој грипот го потенцира се пневмониите и од тука респираторните симптоми треба да се следат будно за да знаеме во кој момент станува ситуацијата посериозна. Според податоците од Институтот за јавно здравје, возрастните групи кои што се погодени од грипот се движат од 15-16 до 64 години, но би сакала малку повеќе да се осврнеме на помладата популација. Кога станува збор за здрави деца, тие не се изложени на особено голем ризик од потешки форми на грипот, но сепак децата, особено училишните, а голем дел од инфицираните деца се деца од предучилишна возраст, представуваат најголем резервоар на вирусот. Децата го шират вирусот со невидена брзина и тие може да се инфицираат подолго од возрастните, што значи дека инкубацијата трае дури до 2 недели. Да, децата генерално не се ризична група, освен најмалите деца до 6 години, кои реално можат да поминат потешко
од вирусот на грип и затоа влегуваат во оние препорачани групи за вакцинација. Ова група, прилично голема е таа група од 15 до 64 години, каде што не сум сега точно сигурен како е по возрастни групи распределена. Меѓутоа, кога ги разгледувавме со идеја да видиме дали има потреба да се одлага распустот, да се одлага започнувањето на второто полугодие, немавме такви алармантни бројки и предпоставувам дека и сега сме горе-долу слични. А да, бидејќи полесно и без симптоми тие може да го поминуваат вирусот на грип, може и подолго време да бидат извор на грип за нивните блиски и затоа е добро малку дистанца да се одржува, односно миењето на раце, кивањето во шамивче со заштита и избегнувањето на дружење со постари и луѓе со покревко здравје. Најпроверена и најефикасна заштитна мерка против против грипот е вакцинацијата. Светската здравствена организација препорачува вакцинирање на граѓаните во секоја критична сезона со вакцина што содржи имунизација од соеви на вируси на грип што се регистрирани и што се во оптек. Вакцинацијата против грип не е задолжителна, но вакцината може да ја примат сите индивидуи, здрави индивидуи со возраст над 6 месеци. И морам да ве прашам колкав е ефектот од вакцинацијата против сезонскиот грип? Во различни години ефектот е различен. Спремањето на вакцината започнува негде на пролет за нашето поднебје, за северната хемисфера и се базира на соевите кои се појавуваат прво во јужната хемисфера, па се очекува да се префрлат на северната хемисфера. Значи, секоја година има нова вакцина за грип која се предвидува, се очекува дека најдобро ќе одговори на соевите кои ќе циркулираат. Меѓутоа, ние не можеме со 100% сигурност да предпоставиме и да потврдиме точно кој сој ќе биде најчест таа сезона. И затоа, некои години тие предпоставки се многу добри, па имаме ефикасност на вакцината можеби од 80%, други години предпоставките не се така точни, па имаме и ефикасност под 60%. Меѓутоа, во сите варијанти, вакцинацијата не штити од неразболување, не штити од тежок тек на болеста и од овие компликации, особено од смртни компликации. И затоа Светска здравствена организација, сите поразвиени здравствени системи инсистираат на голем опфат на населението, кој се движи во некои земји, Америка, например, над 60-65%. Ние се радуваме годинава. Колку процентот кај нас? Со 70.000 дадени, 70.200 дози, бидејќи имаме подобрување од минатата година, имавме 60.000 дози, овие 10.000 се, скоро сите вакцини се истрошени, сите бесплатни и голем дел од тие комерцијалните, тие беа околу 2.500 парчиња, значи 70.000 на 2 милиони. Тоа би било, ајде сега да не направам некоја грешка во математиката, но тоа е далеку од 60% од населението. Значи имаме доста да подобруваме во овој сегмент. За крај на разговорот, која ќе биде вашата порака до нашите гледачи, до нашите граѓани како председател на Комисијата за заразни болести? Прво да не се секираат, бидејќи и комисијата и сите институции, Институтот за јавно здравје е многу ревносен во споделување на податоците, мислам на времено се пласираат, имаме добар увид, добра статистика и кога нема потреба од некакви интервенции, некакви решавања на проблеми неочекувани, тогаш комисијата разговара и наоѓа некакви решенија, односно предлага решенија. Во овој момент, како и доста долго наназад, нема потреба од паника, а тоа што ние може да го направиме, го слушнавме на неколку пати, може да се грижиме за својата лична хигиена, може да избегнуваме гужви, може да и треба да инсистираме на проветрување, на добра исхрана која ќе содржи многу свежи плодови со витамини и минерали богати и многу течности. Може да се топли, може да се сокови природни и тоа ќе има ефект. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата. Продолжуваме понатаму.